Срцевите удари се причината за голем број смртни случаи во светот. Инфарктот се случува при нагло прекинување на крвотокот во артеријата која храни дел од мускулот на срцето. Клетките не добиваат доволно кислород и почнуваат да изумираат. Листата на ризичните фактори кои придонесуваат за срцев напад е долга. Пушење, нездрава исхрана и прекумерна телесна тежина, слаба физичка активност, употреба на алкохол, висок крвен притисок и диабетес. Раното откривање е клучен фактор во одредување на шансите за живот. Постојат многу дебати околу тоа дали срцевиот удар може да се предвиди некое време претходно, односно барем 1 месец пред да се случи. Се консултиравме со доктор кардиолог за да дознаеме дали навистина е така. Па дали може да се предвиди? Меѓутоа може да се превенира. Постојат некои симптоми кои што се јавуваат пред да дојде до несаканиот исход. Пред се тоа е заморот. Ако исклучиме дека заморот не е последица на некој белодробно заболување или на некој заболување од хематолошко заболување, онда треба пациентот да се иследи за да се види дали е тој замор од страна на срцето или не. Ние тоа можеме да го направиме почнувајќи од едно ЕКГ, обично ЕКГ, ехокардиографски да се иследи, или да се постави да се направи коронарен стрес тест кај пациентот. И тоа ќе видиме дали се работи дали има промени на крвните садови на срцето или не. Иако не можеме потполно да го предвидиме, можеме да го препознаеме барем неколку часа пред да се случи. Телото ќе ве предупреди дека нешто се случува. Ако ги препознаете знаците на срцев удар и веднаш побарате медицинска помош, може да си го спасите животот. Може да се јави неколку сата пред да дојде до инцидентот. Ако осетиме, например, ако се осети градна болка, повремено стегање да стега, потоа таа болка, например, ако почне да пропагира кон брадата, кон двете раце, рамења до лактите, во грбот, ако се јави интензивно потење, потоа гадење, повраќање, онда би требало да се помисли дека се работи за коронарна артериска болест. Болката кај миокардниот инфаркт, кога веќе настанал миоинфарктот, е таа интензивна болка и многу кардиолози ја споредуваат со болка како да се истури врело железо да има. За разлика од мускулната болка, таа се јавува при некои положби на телото, при движење, при едно друго, што не е исти случај со болката што се јавува при инфарктот. Откако ќе се случи инфарктот, најважно е навремено да се побара помош од медицински лица. Особено е битен првиот час после ударот, кој се нарекува златен час. Најоптимално време е 90 минути после инфарктот. Нашава држава е мала држава, таа е покриена со неколку регионални центри, освен Скопје, центри за коронографија имаме Охрид, Битола, Штип има и Струмица. Така да, мислам дека од било кое место да трне за 90 минути би стигнале од Центарот за коронографија. Секој пациент кој доживеал инфаркт има зголемен ризик тоа да му се повтори. Затоа должен е да ја почитува пропишаната терапија и да се придржува до одредени правила за поздрав живот. Најверојатно причината е зашто некои луѓе повторно доживуваат инфаркти, најверојатно поради тоа дали редовно ја зимаат дадената терапија. Прво и основно. Второ, кај болни што се со диабет. Кај нив може да се јави почесто и да се јави и реинфаркт. Мора да биде регулиран, кај тие луѓе мора да се регулира гликемијата да биде регулирана, нивото на масноти во крвта да биде регулиран, притисокот да биде во граници 125, 130, 180 до 85 мм живин столб, престанок на пушењето, физичка активност, промена на начинот на живење, консумирање на храна, да се смени начинот на исхрана, да се смени стилот на живот кај тие луѓе. Пушачите тие треба да прават почести контроли за да се превенира тоа, да се спречи. Потребно е, например, од прилike
секојдневно да има 40 до 45 минути физичка активност. Со редовни контроли, одвикнување од лоши навики, поздрав и смирен начин на живот до можна превенција од инфаркт.